Благодарам, председавач. Значи, точка на дневен ред е Законот за органско производство. Сега со мал спин, нели, кој ќе направиме споредба, отидовме во шумарство. И ако не реплицираме, ќе испадне дека пак ние немаме став. Нашиот став е многу јасен и на мене ми е многу драго што тие три закони се повлекува затоа што треба да се доработат. Тука сите се согласуваме. Еве, нема ни да бидам ни, како да кажам, нападен, не е битно како кој ги сработил законите, едноставно законите треба да се доработат и да соодействуваат на реалната ситуација. Во однос на закон за шумарство, треба да се, ние воопшто да расчистиме, не сме против законот за прекршоци и усогласувањето. Тука има добри одредби кои може да се имплементираат и во законот за шумарство, меѓутоа во делот на казните, тоа може стручно да се сработи, да се направи баш во интерес на проблематиката која работиме. Затоа што сосема е друга проблематиката во однос на правните лица, сосема е друга проблематиката во однос на физичките лица. Така да не соодействува со реалноста намалувањето на казните за 10 пати кај физичките лица, или да не се спомне, еве ќе ви кажам и во кој насоки треба да се движат работите, да не се спомне дека кај правните лица покрај големината на правното лице треба да биде и типот на делото ставено како параметар за да се одреди казната. Значи не е само големината на фирмата, па соодветно за големите фирми големи казни, за малите фирми мали казни. И големината на делото кое ќе се направи соодветно треба да биде санкционирано. Тука имате дефинитивно работа за секторот шумарство. Еве, јас се нудам, ако не знаат како да го сработат, им се нудиме да ги помогнеме, без разлика што ќе е вон собраниска процедура. Благодарам.